Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Непријавени имоти и символични казни повторно ја отвара дилемата колку системот на вистина ги обврзува функционерите да ја пријават имотната состојба. Законот остава простор по плаќањето на казната за неподнесување на анкетниот лист, обврската практично да престане. Ова не е приказна за поединци, туку за систем во кој роковите не се почитуваат, а одговорноста е минимална. Ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов за кандидатура? Тоа ве прашуваме денес во ова денешно издание на Црвена линија. Секој ден од вас кој што ќе се вклучи во Црвена линија, секако најнапред треба да го заврти нашиот добро познат број 02307-005 и нешто исклучително важно да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот. Знам дека постојано повторуваме околу ова правило, но навистина ако не го намалите веднаш тонот на телевизорот, ќе се случи да немате воопшто увид дека сте веќе вклучени во живо и ги очекуваме вашите одговори. А неретко се случува да имате и некако чувство дека друг зборува наместо вас. Ете тоа, почитувајте го, ве замолувам на самиот почеток. Внимавајте и на тајмерот кој што одбројува 90 секунди за едно вклучување, но ако сакате да се надополните, секако можете повторно да не побарате. Кога станува збор за прашањата, верувам дека од ден на ден ќе се зголемува и бројот на оние кои што секако завземаат активни учества во нашите анкети. Црвена линија на Инстаграм, односно нашиот профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија ги објавува редовно и темите за кои што зборуваме, а при тоа на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе ја видите и анкетата која што објавена во текот на целиот ден. Прашањето е следно: дали казна до 500 евра е доволна за непочитување законска обврска? Две опции за одговор, кликате на полето, значи ако е да, ќе кликнете тука, ако е не, ќе кликнете на ова поле. Резултатите ги пресметуваме во проценти и редовно ги објавуваме кон крајот на секој едно издание на Црвена линија. Сега останува секако да ве слушнеме вас и верувам дека повторно Црвена линија ќе бележи активно и огромно учество од ваша страна. За оние кои што може би е многу полесно или нема да можете да не добиете директно во живо, без грижа, секако Црвена линија ви дава можност да учествувате во емисијата и преку пишување коментари кои што редовно ги читаме меѓу вклучувањето гледачи. Затоа ви треба да го заследите нашиот профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook овој пат и да дадете одговор повторно на прашањето кое што е воедно и централно во Црвена линија, а тоа е: ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов за кандидатура? Ете, пристигаат и првите коментари, а ние да си почнеме со Црвена линија и со првото вклучување во живо. Добар ден. Добар ден, Тина. Па и ако имотниот лист е законска обврска, според вас зошто не е услов за кандидатура? Па видите, во Македонија се е можно. Значи, законите важат само за сиромасите. Додека за богатите, за тие апашите, крадачите, не важат. Џаба имаме убави закони, педантни, ама не ни важат. Како сакаат, така си ги кројат по нин терк. А додека сиромасите, за нив тоа не важи. Со еден збор кажано, додека има овце за шишење, така ќе си играат и овие на врхушката. Значи, никогаш обичниот народ не може да крене глава од нив. Еве 34-40 години, како сакаат, така си играат со народот. Ама едно ми е чудно, зошто народот до сега, за овие 34-40 години, не ли видел дека, еве, некој се родил тогаш, па направил 40 години. Значи се оженил, направил семејство и дедо станал и уште паметот не му доаѓа, че треба промена да има. Значи, треба да промени, па да види дали
се граф да се јаде убаво или треба да промени. Така се ќе му прават овие големците. А се додека има заспан народ, Благодарност за вашето вклучување. Сега со вас ја започнуваме дискусијата денес во Црвена линија. Подсетувам да внимавате на тајмерот. Времето кое што е определено за едно јавување изнесува 90 секунди. Од тие причини тајмерот е и објавен на екраните, за да горе-долу имате увид и го координирате времето на зборување, но секако без грижа добре дојдени сте повторно и повторно да се вклучите во Црвена линија. Се разбира се и со цел да се надополните и доискажете. Па еве следното вклучување, односно дали ќе биде гледач или гледачка, прашуваме дали казната од 500 евра е доволна за непочитување законска обврска. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Значи, еве, прво... казната од 500 евра ви се чини ли дека е доволна за непочитување законска обврска? Не е доволно, треба поголема да биде. Особено за политичарите, затоа би сакал да кажам корумпирани закони, корумпирани политичари, корумпирани пратеници, корумпирани здружени во лукративни цели за нив да не важи законот за наплата, а за сиромашниот да важи. Па ние граѓаните прашуваме, кој го води орото, која плаќа сметката, ви благодарам. Многу покуси од предвидените 90 секунди, но секако и сосема јасни. Благодарности вам за учеството, за тоа што не следите и верувам ќе продолжите да ја гледате понатаму од Црвена линија, бидејќи допрва почнуваме со нови вклучувања и секако нови одговори. А Црвена линија, почитувани, денес ве прашува, ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е и услов за кандидатура? Добар ден. Ало. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав и до вас. Па еве, кој ќе биде вашиот одговор? Што мојот одговор? Мојот одговор се знае, ако имаше ред и дисциплина и закон во ова наша, што сите си сакаме, викаме златна Македонија, ваква Македонија, ова Македонија, немаше до ова дереже да дојдеме. Јас мислам законите и тие обврските се поништија после 2001 година кога дојде конфликтот. До 2001 шат пат се гледаше додиме во некој прав пат. После 2001 година се отиде у неповрат. У неповрат отиде. И затоа ние џабеви се вас темите ќе ставате, ние само ќе се коментираме, а промени ќе нема во државата. И исто ќе се биде. Како им одговара на советници, на партии, така си прават закони, нив да им одговара. Кој го слуша обичен народ? Кој го слуша, еве, Коле или Петко Јанко што се јавува? Зато викам беззаконието владе кај нас. Зато до ова дереже не дојдени во ова наша златна убава Македонија. Што нема домакини луѓе, што 35 години ја уништија духот македонски му го уништија. И после џаве ќе се избориме, имате лист, кандидатура, обврски. Закон Тина. А има ви се чини ли дека и казна до 500 евра е доволна за непочитување на законската обврска? Не е проблем казната. Кога има закон, кога сите ги поштуваме, нема да постојат казни. Така, благодарам за учеството и секако за тоа што не следите. За оние кои што малку подоцна се вклучивте, подсетување за учество во Црвена линија, имате простори на социјалните медиуми. Просторот што ви треба е секако Facebook, профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Објавена е темата, поставено е прашањето. Ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов и за кандидатура? Пишувајте коментари, секако ќе бидат вклучени во рамки на ова издание и ќе ги читаме меѓу вклучувањето на гледачи. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Среќен и убав ден. Среќен убав ден и вам. Повелете, ве слушам. Ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов и за кандидатура? Да. Затоа што така ни одговара. И така ќе правиме. И никој не може ништо. И да има приговори, и да има разговори, ние тоа сме го решиле и никој ништо ни не може. Затоа кај нас се пропаѓа.
Па функционери има што имотен лист нема доставено како што треба. Кој е казнет? И да го казнат 100 евра или 200, за него тоа ништо не е. Казни го 5000, 10.000 евра, уште еднаш другиот да се плаши да го изработи тоа. Кај нас нема правда. Само страда обичниот граѓанин, мачниот народ, а за нив се е законски одобрено. Тина, јас многу се борам во катастар и некња 2 пати одам ки јавниот преобранител ми вика, зашто ти идиш? Децата нека идат. На мене се воде, ја ќе идам. Ја може сакам тие имот да го дадам на деца без родители. Ти не може мен да ми кажеш на кого. Еве ви се чини ли дека казна до 500 евра е доволна за непочитување на законската обврска? Каква доволна бре? 5000, 10.000 евра да ги казнат, а не 500 евра. Бидејќи никој не постапува како што треба. Благодарам за учеството во Црвена линија и секако што ги споделивте вашите одговори, односно ставови со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. А ние и понатаму продолжуваме со прашањето. Ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е и услов за кандидатура? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Како прво, катастарот е најкорумпиран, така да се ебадијала. Пишат, бришат во имотните листови што сакаат, како сакаат службеници. Се додека не се исчисти од корумпираност катастарот и од тие незаконитости што ги прави, се понатаму ебадијала. Благодарам. Се извинувам, еве, ви се чини ли дека и казна до 500 евра е доволна за непочитување на законската обврска? Добро, драго ми е што гледачот беше, многу покус од оние предвидени 90 секунди, но поентираше, беше куси и го кажа својот став, поточно одговор на нашето прашање. Почитувани, продолжуваме понатаму, особено е една напомена и образложување на она за што говориме денес овас и ги очекуваме одговорите од вас. Секако е непријавениот имот и символичните казни, кои што повторно отвара дилемата колку системот на вистина ги обврзува функционерите да ја пријават имотната состојба. Па ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов за кандидатура? Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Имотниот лист е законска обврска само за собирање на даноци од граѓаните. Меѓутоа, кога е обратно, тоа не е ни случајно така. Едноставно. Еве, јас имам починат родител, се кандидирам за било која функција, добивам оставинско решение и тоа не се процесуира. И тоа значи дека јас немам имот. Овдека се работи за системски пропуст. Значи не е само во определени законски одредби. Секој еден јавен функционер, зошто државата кога ќе го или било која политичка партија одредена личност ќе ја кандидира, не побара од сите институции каква е неговата имотна состојба. Прво, зошто не е дигитализирано судството? Зошто не се дигитализирани нотарските установи, катастарот и така натака? И има едно нешто друго. Катастарот не е орган кој што дава и взима. Тоа едноставно е орган за евиденција, кој што запишува и утврдува стекнати утврдени права. Благодарно за учеството, за одговорите, ве охрабрувам и подсетувам сега како сакате да се надополните, се додека траеме можете повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Благодарност до господинот за неговите одговори и секако за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво.
Па Види Иве, вака, малку не сум у текст со ова емисија, бидејќи само што сега се вклучи пред малку. сега виднаш ќе ве внесеме во тек, малку да го стопираме тајмерот, ве молам. Она за што денеска во црвена линија говориме е непријавениот имот и символичните казни кои што ја отвараат повторно дилемата колку системот навистина функционира и ги обврзува функционерите да ја пријават имотната состојба. Ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов за кандидатура? Кој е вашиот одговор? Па види вака, ја не знам сега, како што знам у оваа држава тука има и функционери кои што се со повеќе државјанства, минимум со две. Да речеме едно бугарско и едно од овдека. Али ја гледам они си функционираат без проблем, што значи дека тоа не е баш пријатна работа за нас како македонци, барем како државјани на оваа држава, да некој од таму некаде дојде и да ми биде тука функционер и онда ме представува мене, а потекло од друга држава има. Иначе убаво е да он има имотен лист тука, да биде тука пријавен и да нема потреба да има уште едно државјанство, затоа што со тие повеќе државјанство до тука ја дотеравме државата, докај што е сега државата дотерана. Обавезен имотен лист, тука жителство, како што викаат американците, значи 3 генерации најмалку па да потврди дека е тукашен. А не дошол Скороевич, вчера дошол тука и плюс со роваторски некои про-бугарски или било какви ингеренции во себе што ги ставил. И тој ќе ми ја представува мене Македонија, ќе ме представува мене. Тој не може да ме представува мене, тој само може да ме разнебети, да ме докусери, што вика, да ме домуништи како македонец. И така сум нападнат од сите страни, и од Европски унији, и од Америка, и од Балканот овдека. Уште тој ми пали. Поздрав. Благодарам. Сега го станете и продолжете да не следите. Така да, еве и понатаму продолжуваме се разбира со она зашто сакаме од вас да ги слушнеме вашите одговори, а тоа е дали ви се чини дека ако имотниот лист е законска обврска, зошто еве не е и услов за кандидатура. И секако дали еве казна од 500 евра според вас е доволна за непочитување законска обврска. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Имотниот лист е доказ за собствен имот. Имотниот лист го има ни сите установи. И зошто да се бара нешто што е непотребно за кандидатура. А се знае, секој не може да влезе во катастар и да влезе, да види кој што поседува. Ако немаш поседовен лист, џаби ти тврдиш дека таа земја е твоја, не е твоја. А ако имаш поседовен лист, кој сака да тврди дека таа земја негова, не може да ја земе. Поседовениот лист ти е гаранција за твојата земја. А дали ви се чини дека и казната се исклучи гледачот? Добро, некои одлучувате да бидете покуси се разберот предвидените 90 секунди, но ние нема да изоставиме секако да го поставиме до гледачите во живо и денешното анкетно прашање на црвена линија, тоа е дали казна до 500 евра е доволна за непочитување законска обврска. Добар ден. Добар ден, Тина. По втор пат се јавувам да се доискажам. Добре дојдени секогаш, повелете. Ќе кажам малку за катастерот и за обвинителството. Катастерот ми одговара, 20 години се борам, Тина, со нив. Ништо ќе запиши ми, поп што ќе закопа нема враќање. Тоа ли треба службено лице да ти го одговоре? Или да ти рече, оди си, ајде таму, ти немаш ни пари, ни врски и не можеш да докажеш ништо. А имаш документација. Оди у јавното обвинителство, зашто ти идиш, прати ги децата. Не само за криминал сме, ако крадал некој, а не за тоа. А иве во однос на темата, иве во однос на непријавената имотна состојба кај функционерите.
Колку сметате дека треба да чини казната? Дали е доволна? Абе, за нив голема казна и надвор од работното место. Друго ништо. Ако За да имотниот може лист... да почитуваат. Така, еве, ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е и услов за кандидатура? Зошто? Оти ти си наш или ти си мој, мене нас ќе не штитиш и ти ќе бидиш. За тоа. За друго ништо не е. Сегде се турат луѓе наши ваши, наши ваши, наши ваши, а страда обичниот граѓанин. Страда земјоделецот, страда работникот, страда болниот, што ќе отиде и нема да биде услужен, што законски му следува да отиде таму и они да го спроведат тоа што треба. Ама тие е наш и тебе ќе ти изфрлат надвор. Знаеш од... Благодарно што повторно се вклучивте во црвена линија, а почитувани еве за останатите кои што може би малку подосна започнавте да не следите. Еве и која темата за која што и очекуваме нели во тој правец да се движи вашето учество во црвена линија, односно оваа дискусија. Непријавен имот и символични казни повторно ја отвараа дилемата. Колку системот на вистина ги обврзува функционерите да ја пријават имотната состојба. Законот дури остава простор по плаќањето на казната за неподнесување на анкетниот лист, обврската практично да престане. Ова и не е приказна за поединци, туку за систем во кој роковите не се почитуваат, а одговорноста е минимална. Ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е и услов за кандидатура? Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. На црвена линија сте, повелете. Да сте ми живи и здрави. Да сте живи и здрави. Прво јас вака кажам, секој кој се определи да биде јавна личност, тој треба јавно да го каже сопствениот имот, да знаеме каков човек ме води и со какви квалитети е. Тоа значи за мене е како што се вика устав. Тој мора да каже дали има куќа, колиба, кошара, овци, кози и така натака и да знаеме со каков човек имаме работа. Меѓутоа, за сите кои што се на тие политички функции, значи обавезно, значи да биде ја пријавување на имотот, а ако не го пријави имотот, тогаш под автоматизам, значи што ме должен да го пријави, под автоматизам да му се одземе правото да биде пратеник, градоначалник или не знам што, сите тие функции кои што треба да ги обавува, со еден збор, значи тој сам, значи што сака да крие од сопствениот народ, сака да крие од општеството, тој сака да се оно што сака да го стекне, значи на легален начин, значи затоа и него не пријавува. Се ако мисли дека може тоа така, тогаш законот недостасува. Секој кој што не го пријави имотот, кој што затаи имот, да биде значи евидент, значи да биде исклучен од евиденцијата и да се врати онамо од каде што дошол, да се биде дали ќе биде аргат, дали ќе биде директор, дали ќе биде обичен работник, тоа е негова работа. Меѓутоа, за да не води нас, да води општеството, нема право. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам за споделеното со гледачите на црвена линија. Ние понатаму го поставуваме прашањето ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е услов за кандидатура? Добар ден. Добар ден. Ало, здраво, Тинче. Здраво, поздрав до вас. Ве слушаме. Фала многу. Вака да ти кажем за имотниот лист, Тинче, не е обврска. Треба да биде законска обврска. Значи, като е законска обврска, само като вчера имаше една убава тема, ја не може да добием мислим за овие, што се пријавува да земат пари. Исто и ово истото тој стана, значи, више не се гледа ни толку се тие по имотните листови да се дават, толку се направени врски, толку имат, тоа е значи чудо, да знаеш никој, знаеш дека имаш имотен лист, отидеш нешто да пријавиш, оно вика тој не е на твое име, законски, значи толку измешани работи, јас сум многу имала проблеми додека да го, мислим, куќата од татко ми поклон, додека да го, мислим, средим, да толку пари издаде и затоа да ти кажа, треба малце да се, стварно, за овие имотни листи, тие што работат на тие работни места, да гледат стварно правилно, кој има имање. А во однос на законската обврска, имотниот лист како законска обврска кај функционерите, треба ли да е услов за кандидатура?
Па, да ти кажем, треба да е, ма они гледат си само за нив, да ти кажем, и не знам што да речем, тим, че толку пати, кажем, ги измешаа работите и не, едноставно да ти кажем, све е врски, се е некако, нема прав човек негде да отидеш да ти каже нешто, да те објасни, отидеш од шалтер на шалтер. Така, благодарам за учеството и сега го што редовно не следите и учествувате во Црвена линија. Јас ќе ве префрлам онаму каде што и редовно препорачуваме да кликате со цел да бидете информирани како за случувањата дома, во регионот, во светот, па така и во однос на она за што зборуваме денес со вас. Telma.com.mk е она што ви треба. Редовно кликајте на нашиот сајт, но во однос на законската обврска од страна на функционерите за пријавување на имотна состојба, односно изјави, поднесување се, изјави за имотна состојба, еве на кој наслов треба да го задржите вашето внимание. Антикорупцијска поведе постапка за 234 советници кои не поднеле изјава за имотна состојба. Антикорупцијската комисија, значи, ќе поведе постапки за 234 советници избрани во општините кои не поднеле изјава за имотна состојба и интереси во законскиот рок. Анализата на електронската евиденција покажала дека околу 1/5 од советниците во општинските совети не ја доставиле задолжителната изјава, како што воедно представува и прекршување на законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Советници од 61 на општина не ја доставиле изјавата, поради што комисијата ќе постапува поединечно за секој предмет. За оние кои нема да го платат прекршочниот налог во рок од 8 дена, ќе бидат иницирани прекршочни постапки пред надлежната комисија за прекршоци. А ние ве прашуваме, ако имотниот лист е законска обврска, зошто не е и услов за кандидатура? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Имотниот лист не е законска основа. Кој поднел и ако поднел имотен лист не е регуларен и не е услов за кандидатура. Никој ништо не им може и никој не е казан. За нив законот не важи. За униф е ореот, униф е камерот. Куќињата си лаат, караванот си врви. Се додека има опци, ќе има и голна. Благодарам. Благодарам и вам. Еве, имаме поприлично денес гледачи кои што се многу покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. А ние понатаму секако ве охрабруваме да бидете активни на социјалните медиуми. Ке почнеме од анкетата која што е објавена во текот на целиот ден на Instagram Story. Значи, она што ви треба е да го заследите профилот на Црвена линија, се подразбира и профилот на Телма телевизија. Еве како изгледа тоа и дали казна до 500 евра е доволна за непочитување законска обврска. Две опции за одговор, да, не, кликајте, се уште трае анкетата, секако некаде кон крајот на овој издание ќе ги објавиме и резултатите од истата. Да ве слушаме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Да, благодарам. Значи, за имотните листови, ги знам во малиот прст, да речем. Професионално и приватно. Имотниот лист ви е закон за имот. За среќа во нашава држава тој катастарот е една од најорганизираните институции јавни, што беше уште пред 20 години финансирано од колонска влада и така натаму. GPS имате точни податоци кој имот чиј е. Меѓутоа, тоа ако и треба да биде ова, како што викате, и кандидатите треба да се донесат имотен лист. Меѓутоа, во имотниот лист има простор да се направи манипулација. Па знаете дека многу имоти на овие јавни личности не се пишани на нивно име. Замислете сега, јас сум председател на нешто или главен фактор од државата и ќе ти речам, тебе, господјо, пиши го на твое име, ама ако мрднеш, тешко тебе, така ли? Така се случува кај нас, да ви кажам, драго господјо. Иначе, прво нека ги даат имотните листови, таму има пристап секој. Не треба да бара човекот. Таа комисија таму нека да побара имотен лист на таа личност и ќе му ги даде. Разбирате?
Значи, Дали, може да се или најде. дали, се извинувам, дали казна до 500 евра е доволна за непочитување на законската обврска? Ма не е доволно, тој што 500 евра, тој има од 500.000 евра за имот. Сваѓате? А не стекнат соодветно. Како може да стекне 500.000 евра, да речем, имот? Напрему таму потекло, ќе видиш кој е кој. Благодарам. Благодарам и вам. Сега го останете со нас. Гледајте ја Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добро. Јас сега ќе го прочитам и коментарот на Даниел Петковски. Неподнесување на имотниот лист треба да се казни со поголема парична казна, а не со 500 евра. Со казна од 100.000 евра плюс со затворска казна. Благодарност до Даниел и почитувани, време е за реклами. Ајде сега да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете на Црвена линија Телма телевизија. На прашањето дали казна до 500 евра е доволна за непочитување законска обврска, со да одговорија 18%. Со не одговорија 82%. Голема благодарност за сите вас кои што редовно следите Црвена линија, па така и ова денешно издание. А секако утре се гледаме во стандардниот термин со нов предизвик и нова тема. До тогаш, довидување.